Не се зголемува партиципацијата за студентите на УКИ. Аерозагадувањето причина за 18% од смртноста во земјава. Global Game Jam Скопје за 48 часа создадени 19 игри. Здраво на сите и добро дојдовте во новата епизода на Вестите за млади Шорткат. Јас сум Гоше, а ова се најважните настани од минатата недела. Низа објави на социјалните мрежи и медиумите минатиот викенд го крена алармот меѓу македонските студенти преку дезинформацијата дека школарината што на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје ја плаќаат студентите, наводно ќе се зголеми двојно. Овие наводи ги демантира и ректорката на УКИМ Билјана Ангелова и Министерството за образование, од каде порача дека студентите можат да бидат спокојни и дека школарината останува иста. Загрижувачки податоци пристигнуваат од Институтот за јавно здравје. Во Македонија годишно има 3828 смртни случаи кои може да се припишат на изложеноста на тековните концентрации на PM2,5 честичките, што е речиси 18% од вкупната смртност во земјава. За најновиот извештај за аерозагадувањето во Македонија погледнете во прилогот што следува. Загадувањето на воздухот, кое е наше секојдневие, особено во зимските месеци, е причина за 18% од смртноста на населението во земјата. Последните наоди на Институтот за јавно здравје покажуваат дека најголем дел од популацијата која починала како последица на аерозагадување е на возраст над 65 години. Професор доктор Мирјана Димовска од Институтот за јавно здравје вели дека смртта се случува најчесто поради инфаркт, срцева болест, миокарден инфаркт, а кај оние лица над 75 години причината за смрт е мозочен удар. За тоа како аерозагадувањето влијае на возрастните и на децата, но и како да се заштитиме, зборувавме со доктор Димовска. Постојат бројни дилеми дали заштитните маски помагаат или не. Би рекла секако дека треба да се носат заштитни маски, особено оние кои што се сертифицирани согласно одреден стандард, дали е тоа KN95 маската која што е од кинеско производство или пак N95 маската која што доаѓа од Соединетите Американски држави или пак со европски стандард тоа FFP2 или FF5 маската. Значи, тоа се стандардизирани маски кои што имаат високо ниво на задршка на овие честички, над 90% ги задржуваат. Докажана е сигурноста за честички до 0,3 микрони, што е сосема доволно да ги задржи и овие честички кои што летат во воздухот. Метеоролошките фактори може да ја подобрат или влошат ситуацијата со аерозагадувањето. Докторката порачува дека е неопходно да се работи на намалување на загадувањето на воздухот, наместо да се потпираме само на временските услови. Најефикасен начин да се намали концентрацијата кога врне дожд или снег, меѓутоа треба да се има во предвид дека тогаш лебдичките честички само се депонираат на почвата, што значи дека во првиот момент кога ќе дојдат стабилни временски услови, поволна температура и така натаму, тие повторно заради малата маса која што имаат, повторно ќе бидат кренати на респирабилната зона на нас луѓето и возрастните. Така да единствен начин е редукција, односно намалување на концентрациите од самите извори. Тоа е единствениот начин како ние можеме да се справиме. Не треба да очекуваме метеоролошките фактори да ни ја подобрат ситуацијата. Како што вели доктор Димовска, смртноста кај децата за среќа е помала, но постои силна поврзаност меѓу загадувањето на воздухот и изложеноста на PM2,5 честичките, при што доминираат акутните респираторни болести, особено болестите кои се последица на изложеност на PM честички, ниски температури и сезонски грипови. Во врска со мерките за заштита, исто така се препорачува седење дома во периодите кога концентрациите на PM честичките се на алармантно високи нивоа. Продолжуваме понатаму. 75 учесници, професионалци, студенти и ентузијасти беа дел од годинешното издание на Global Game Jam Скопје, што во организација на Асоциацијата на македонската индустрија на игри се одржа викендов во Скопје. На настанот беа создадени 18 видео игри и една друштвена игра. Темата беше "Пробај да ме насмееш". Настанот се случуваше истовремено во 109 земји во светот на 797 локации со над 48.000 учесници. За крај информираме за реакциите од политичарите во САД и Белата куќа откако на интернет се појавија дипфейк фотографии од поп звездата Тейлор Свифт.
Тие јасно кажаа дека создавањето од deepfake креации треба да се прогласи за кривично дело во Америка. Демократскиот пратеник Џо Морел, кој минатата година изготви предлог закон за спречување експлицитни deepfake фотографии, повика на итна акција. Тој доби поддршка и од противничкиот табор. Републиканскиот конгресмен Том Кин Џуниор исто така побара итно донесување мерки. Овој проблем доби внимание и од Белата куќа, од каде повикаа да се донесе законска регулатива што ќе спречува злоупотреби на вештачката интелигенција. Овде е крајот на денешното издание на Шорткат, а до следното ве чекаме да ни пишете на Инстаграм и ТикТок за сите ваши сугестии или предлози. Поздрав!